Почитувани присутни, добра вечер. Ми представува особена чест во овие мигови на славење на големиот јубилеј, 50 години успешна работа на нашето училиште Свети Кирил и Методи, да ја најавам новата химна на училиштето, во која се искажува нашата благодарност кон светите браќа кои го најавија сонцето во мугрите на словенската писменост. Автор на текстот е наставничката по македонски јазик Фросина Златевска, а музиката и аранжманот се дело на наставникот по музичко образование Тони Цветковски. Оваа вечер ќе биде премиерно испеана од страна на училишниот хор, кој овој пат го сочинуваат ученици и наставници од нашето училиште. По диригентската палка на маестро Кирил Трајковски, личноста која својот работен век го има поминато во нашето училиште. Личноста која има оставено траен белег на нашето училиште за градот и републиката. Стиховите од оваа похвална песна нека одекнат ни салата во чест на нашите просветители, нашите патрони, светите браќа Кирил и Методи. Слава им! Чади ноќта, зборот се дели од темнината, копнеш се раѓа во утробата. Слово словенско магепсано одекнува. Божилокот на словото сонце стана. Се искачи на трон на многосончевиот блескот. И расте, и расте. И недоцвет е дарот што го носи, и недобер е плодот што го зрее во век и веков. Добра вечер, почитувани присутни. Денес е денот кога сите ние искажуваме должна почит и голема благодарност кон оние кои со своето големо и неискажано човеколюбие го помилуваат човечкиот род
расејувајќи зборови на секој народ. Почит и слава кон апостолите со духовна дарба, учителите словенски, патроните на нашето училиште, светите браќа Кирил и Методи. Тие небесни луѓе, а земни ангели стекнаа безтелесен живот во телото. Тие двакла се многуплодни, со кои ги наситија гладните народи и жедните ги напоија со животворно питие. Кој може да им искаже достојна похвала? Благословен да е нивниот јазик, со кој ги посеаа духовните зборови за спасение на безбројните народи. Тие темнината на незнаењето од секаде ја растераа, на сите пример со себе си им покажаа, од устата духовна сладост источија. А сите ние, чедата на оној народ од кој доаѓаат тие, светите браќа Кирил и Методи, сме наследници на раѓањето на зборот и ја сведочиме сета бесмртност на вековите. Браќата Кирил и Методи, светители на источното христијанство, творци на словенското писмо, апостоли на словенската писменост, синови на маж од благороден род, богат по име Лав, и мајка за која се бележи дека се вика Марија, растеа во Солун. Во тоа време претежно обкружени со словенски жители, го слушаа нивниот нескротен словенски говор и не знаеа дека токму тие ќе го припитомат со топло словенско писмо. Од Цариград, главниот град на Византија, првата христијанска држава, започнуваат сите културни влијанија врз соседните народи и мисиите за ширењето на христијанството. Одовде започнува и патот на Кирил и Методи, кој најголемиот мисионерски успех ќе го постигнат меѓу словените во Моравија и Панонија. Постариот брат Методи почна уште во младоста да прими световни почести. Учените луѓе што го любеа од детството, за него зборуваа честни зборови. А кога разбра царот за неговата бистрина, му даде да управува со словенска област. Се предполага дека управувал со Стримонската област. Сведок е на големи политички и црковни борби и ке рече: каква полза има човек да го добие и целиот свет, а душата своја да ја погуби? Што ќе добие човек во замена на својата душа? Помладиот Константин има духовна дарба да зборува на разни јазици. Ростислав, кнезот словенски, испрати посланици до царот по Божја милост. Кај нас се дојдени учители, и од грците, и од немците, учејки на различно. А ние словените сме прост народ и нема кој да не получи на вистина и на разум. Затоа, Господаре, испрати ни таков маж, што ќе не упати во секаква правдина. Го слушаш ли, филозофе, овој збор? Друг ова не може да го направи освен тебе. Затоа, земи го братот и игуменот Методи, па оди. Зашто вие сте солуњани, а сите солуњани чисто словенски зборуваат. Макар што ми е снагата преморена и се уште сум болен. На драго срце ќе одам таму, доколку имаат букви за својот јазик. Дело ми, и татко ми, и многу други го бараа тоа и не го најдоа. Како можам тогаш јас да ги најдам? Кој може да напише беседа по вода? Тогаш филозофот свесно прими крст на плеките и почна со брата си да го бара новото писмо, што ќе го вклопи во нов јазик.
се пренесува ваква приказна за создавањето на словенската азбука. И тогаш Кирил ги состави буквите и почна да ги пишува зборовите од Евангелието на Јована. И Слово бе у Бога, и Бог беше Слово. Долго време меѓу славистите се расправаше за јазикот и писмото со кој Константин и Методи пишувале. Се знае дека тоа писмо била глаголицата. Браќата пристигнуваат во Моравија. Кнезот Ростислав ги прима со големи почести. Од кога собра ученици, им ги предаде да ги учат и станаа пастири и учители на словенскиот народ. Просветија безброен народ кој лежеше во мракот на незнаењето. Немаше место што не беше осветено од нивните стапалки. Но пристигнаа во Венеција и против нив се собраа попови и црнорисци. Како врани на сокол ја кренаа тријазичната ерес. Кажи како си ги создал на словените книгите и ги учиш од нив, што досега никој не измислил, ниту апостолите, ниту римскиот папа. Ние знаеме само 3 јазика, на кои во книгите е достојно слави Бог: еврејски, елински и латински. Не варне ли дошто Бога еднакво за сите, а сонцето не грее ли исто така за сите? Зарем не дишеме воздух сите еднакво? Па тогаш, како не се срамите да признаете само 3 јазика, а сите други сакате да бидат слепи и глуви? Кажете ми, дали Бог го сметате за толку безсилен, што да не може да го даде тоа, или пак за толку завидлив, што да не ике? А сега, браќа, ако дојдам кај вас зборувајќи на јазиците, каква полза ќе сторам ако не ви зборувам заради јасност и разбирање, или пророштво, или поука? Па дури бездушните нешта што даваат глас, било свирка, било гусле, ако не покаже разлика во звукот, како ќе се разбере што свири? Ако трубата даде неразбирлив глас, кој ќе се готви за борба? Па така и вие, ако неразбирливиот збор го кажувате на друг јазик, како ќе се разбере што кажувате? Ќе кажувате во воздух. Ако не ја знам смислата на говорот, за тој што ми говори ќе бидам сличен на варвари. И тој што ми говори, варвари не за мен. Со овие зборови и многу други ги посрамоти и замина. Браќата чувствуваат дека патот по кој пошле пратениот друг се издвојува. Станува само нивен пат кој мораат да го доодат до крај. Кога наближи часот да се упокои, му рече на брата си Методи: Еве, брате, ние двајцата бевме впрегнати да извориме една бразда. Јас спаѓам на нивата окончувајќи ги своите дни, а ти мощно многу ја љубиш гората. Но немој заради гората да го оставиш нашето учење, бидејќи со него ќе бидеш спасен. О Господи, Ти што гледаш од високо, своите молитви пази, избави не на што Те сакаме, избави не од секаква напаст и шири го достојно учењето, а ересите прогонувај, за да преживееме овде достојно на нашето звание и да застанеме со Тебе, ние, Твоето стадо, од десната страна на Христа, нашиот Бог, примајќи од Него вечен живот, оти Негова е славата и честа во сите векови. Амин. Методи последните години од животот ги поминува во маки и тегоби, борејќи се да ги зачува браздите на словенската писменост што ги изора со брата си.
Во Панонија германските свештеници го наатемисуваат како еретик. Во Моравија кнезот Ростислав е симнат од престолот. На негово место доаѓа кнезот Светополк. Германските свештеници го повикуваат Методи и на својот синот го осудуваат неговото учење. Словенската литургија е забранета, но Методи продолжува со своето учење. Така, кога ги пресече сите обвинувања од сите страни и им ги затвори устите на тријазичниците, почна да му се приближува времето да прими почин од страдањата и награда за многуте тегоби. Безброен народ се собра да го испрати со свеќи, плачејќи за добриот учител и пастир. Тој што им беше се на сите, за да ги придобие сите. Светата мисија. Слепите да прогледаат, глувите да го чујат зборот на книгата и сите да проговорат на различни јазици, ќе биде продолжена од учениците на светите браќа, од сите нас кои неуморно го продолжуваме нивниот пат. Половина век сме насочени кон исполнување на аманетот на нашите учители. 50 години чекориме цврсто, гордо и достоинствено кон иднината. Обстојува успехот со години, ни секакви времења на докажување на смислата на животот создателен. 50 години секојдневно се задлабочуваме во утробата на нашиот аманет и таму во длабочините на нашето словенско минато ги слушаме перата на оние кои ни ја вдахнаа љубовта кон својот јазик. Ги слушаме делата на вечните браќа Кирил и Методи како ја исполнуваат тишината. 50 години ние сме посветени на плодот кој што никнува од семката надеж, која што тие ја засадиле пред многу години. 50 години светата мисија наш е благослов и визија. Ние сме верни на минатото и стоиме како чувари на светото завештание. Длабоко во сите нас се врежани нивните мисли. Славете ги зборовите на својот јазик, на своите дедовци и родители, на своите писатели, на своите научници, поети. Оти умот и духот не можат да стојат без јазикот. А ние овде ќе додадеме и дека успехот не може да обстои без напорна работа и целосна посветеност. 50 години нашето училиште ја продолжува мисијата најсвета. 50 години тежнееме кон мудро насочена животна цел. Нека име слава на нашите патрони и чест и почит до векот на вековите. Ние никогаш нема да се откажеме од своите македонски зборови, од традицијата и културата. Ке негуваме и почитуваме се што е македонско. Уживајте во минутите што следат. Нотите на македонската песна нека ги разбрануваат и најдлабоките емоции во вас. Живот ми
танцот ако сакате да танцувате со својата душа. Прво треба да научите како да ја почувате музиката. Нашите најмали ученици, верувајте, успеа во таа мисија. Тие обично ја гатна тајната на движењето, чеко по чеко, нота по нота, со елеганција, на само до дискиот свет. Ке ви го доведат моментот во кој цало бебичката доживајте!
текот на годините, нашето училиште стана синоним за знаење, можности и реализирани амбиции. Секогаш длабоко мотивирани во остварувањето на целите, нашите ученици чувствуваат голема одговорност. Она што охрабрува во таа образовна мисија е постигнатиот успех. Вечерва е моментот кога треба да оддекне гласот за нивниот успех. Ја покануваме директорката, госпоѓа Анета Ивановска, да повели на сцената и да ги врачи дипломите на најдобрите, највредните и најстрајните амбасадори на нашето училиште. Почитувани присутни, ценети наши гости, драги наши ученици, добра вечер и добре дојдовте на денешниот наш свечен ден, ден велики светол, ден кога оддаваме достојна почит на патроните на училиштето наше, светите браќа Кирил и Методи. Точно 50 години, ова многу пати го слушнавте досега, точно 50 години нашето училиште е закитено со светите имења нивни. Половина век воспитно-образовна дејност низ која што поминале генерации и генерации ученици. Меѓутоа, ние можеме со гордост да се пофалиме дека од ова училиште имаме излезени ученици кои што представуваат гордост не само на нашето училиште, туку и на нашата општина, нашата држава и пошироко. Меѓутоа, она кое што посебно сакам да го истакнам е дека нашето училиште не би било она што е без влогот на генерации и генерации учители кои што достојно ја дооруваат браздата Кирило-Методиева. Со нивната посветеност, со нивниот труд, со нивниот ентузијазам придонесоа нашето училиште да стане расадник на исклучително извонредни генерации. Ја користам можноста да се заблагодарам на сите оние кои што на некој начин се вградија себе си во училиштето, на учителите и на сите вработени, и ќе ве замолам за еден аплауз за нив. Оваа година имаме уште една голема причина за радост. Имено, после долги години, нашето училиште го промени своето име од Општинско основно училиште Кирил и Методи, стана Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. Желбата која траеше и тлееше долги години, конечно најде на своје остварување. И тука сакам да упатам една благодарност до председателот и членовите на училишниот одбор на Општинското основно училиште, до Советот на Општина Свети Никола и до Министерството за образование и наука, кое што ја верификува оваа одлука. Свети Кирил и Методи. Нека свети уште долги години, нека обстојува со успеси и признанија. Доаѓаме до највозбудливиот момент кога ќе ги доделиме наградите и признанијата на најуспешните ученици. Она што сакам да го истакнам е дека дипломите од општинските, регионалните и државните надпревари на самите ученици ќе им бидат доделени од акредитираните здруженија кои што ги организираат тие надпревари. Сега ќе ги поделиме дипломите од училишните надпревари, меѓутоа еве така сакаме со гордост да ги истакнеме и учениците кои што освоија и понатаму дипломи на општинските, регионалните и државните надпревари. Ќе почнеме од најмалите, од 4-то оделение. Ја повикувам ученичката Ана Петревска, која што го освои училишниот надпревар, го освои првото место на училишниот надпревар по англиски јазик. Ученичката Михаела Зафировска од 4-то оделение
освои прво место на училишните надпревари по природни науки и математика. Меѓутоа да споменеме дека и на општинскиот надпревар по математика освои втора награда, природни науки трета награда, на регионалниот надпревар по природни науки трета награда и математика по фалница. Следуваат учениците од второ и четврто оделение кои веќе ги добија или ќе ги добијат наградите од распишаните конкурси, општинските и регионалните надпревари, а секако ние сме горди на нивните постигнувања, значи ќе повикам ученичката Бисера Тасева, која што на општинскиот надпревар по природни науки освои втора награда, математика по фалница, на регионалниот надпревар по природни науки трета награда, математика по фалница и на литературниот конкурс по повод месецот на книгата трето место. Ученичката Илина Ѓорчева на општинскиот надпревар по природни науки освои прва награда, математика трета награда, додека на регионалните надпревари по математика и природни науки освои втора награда. Ученикот Боријан Саздевски на општинските надпревари по математика и природни науки освои втора награда, на регионалниот надпревар по природни науки трета награда. Ученикот Боријан. Ученикот Филип Донев на општинските надпревари по математика и природни науки освои трета награда, на регионалниот надпревар по природни науки трета награда. Ученичката Ева Тосева по природни науки освои втора награда на општинскиот и трета награда на регионалниот надпревар. Ученикот Боријан Стаменковски по природни науки освои втора награда на општинскиот и трета награда на регионалниот надпревар. Честитки, Боријан. Ученичката Магдалена Малинова по природни науки освои втора награда на општинскиот и трета награда на регионалниот надпревар. Во ред. Честитки. Ученичката Ања Игњатов по природни науки освои трета награда на општинскиот и регионалниот надпревар. Ученикот Милош Зафировски по природни науки освои трета награда на општинскиот и регионалниот надпревар. Честитки. Мишел Трајковски по математика освои по фалница на општинскиот и трета награда на регионалниот надпревар. Ученикот Љубиша Младеновски по природни науки освои втора награда на општинскиот и по фалница на регионалниот надпревар. Ученичката Марија Велкова по природни науки освои трета награда на општинскиот и по фалница на регионалниот надпревар. Ученикот Слободан Илјов по математика освои по фалница на општинскиот и регионалниот надпревар. Ученикот Нино Данаилов освои по фалница на општинскиот надпревар по математика.
одиме кај најмалите надпреварувачи, ученикот Марко Доневски на литературниот конкурс по повод месецот на книгата освои прво место. Ученикот Луќа Наков на ликовниот конкурс по повод месецот на книгата освои втора награда. Честитки. Повели таму застани си. Следуваат најуспешните ученици од пето оделение. Пето оделение. Ученикот Марко Глигоров по англиски јазик освои прво место на училишниот и општинскиот надпревар. Ученикот Александар Динев освои прво место на училишните надпревари по природни науки и математика, а по природни науки освои и прва награда на општинскиот, трета награда на регионалниот надпревар и на ликовниот конкурс по повод месецот на книгата освои трета награда. Да го испочитуваме и постигнатиот успех и на учениците од пето оделение кои го представува нашето училиште на општинските и регионалните надпревари и освоија награди. Го повикувам ученикот Михаил Давков кој на општинскиот надпревар по природни науки освои прва награда, математика трета награда, на регионалните надпревари по математика и природни науки освои трета награда. Ученичката Нина Рисафова на општинскиот надпревар по природни науки освои втора награда, англиски јазик второ место. И на регионалниот надпревар по природни науки трета награда. Ученикот Алексеј Зафиров на општинскиот надпревар по природни науки освои трета награда, математика по фалница и на регионалниот надпревар по природни науки трета награда. Ученичката Ана Ладева по природни науки освои втора награда на општинскиот и трета награда на регионалниот надпревар. Ученикот Кирил Славев по природни науки освои трета награда на општинскиот и регионалниот надпревар. Ученичката Јована Јованова по природни науки освои трета награда на општинскиот и регионалниот надпревар. Ученикот Димитри Марков по природни науки освои трета награда на општинскиот и регионалниот надпревар. Ученикот Христијан Таневски на општинскиот надпревар по природни науки освои по фалница. Уште еден аплауз за пето оделенците наши, за нашиве умни глави. Следуваат учениците од шесто оделение, ученикот Матеј Ангелов на училишниот надпревар по класична култура во европската цивилизација освои прво место. Ученичката Сарафина Арсова на училишниот надпревар по географија освои прво место, додека на општинскиот надпревар по природни науки втора награда, географија по фалница, и на регионалниот надпревар по природни науки трета награда. Ученичката Памела Костова освои прво место на училишните надпревари по француски јазик и географија, додека на општинските надпревари освои втора награда по математика и природни науки, географија по фалница, на регионалниот надпревар по природни науки втора награда, математика по фалница. Ученичката Јоана Лазарова освои прво место на училишните надпревари по француски јазик, историја, природни науки и запознавање на религиите. Заслужува аплауз, нели? По природни науки освои втора награда на општинскиот и регионалниот надпревар
И на литературните конкурси по повод месецот на книгата освои прво место, по повод патрониот празник на Општинско основно училиште Методи Митевски Брицо од Лозово, трето место. Ученичката Вања Зафирова освои прво место на училишните надпревари по италијански јазик и математика. Додека на општинскиот надпревар по математика освои прва награда, природни науки втора награда, италијански јазик второ место. На регионалните надпревари по математика и природни науки втора награда и италијански јазик трето место. Ученичката Бисера Крчаковска освои прво место на училишните надпревари по македонски јазик, француски јазик и природни науки. На општинскиот надпревар по природни науки освои прва награда. Англиски јазик трето место. Регионален надпревар по природни науки втора награда. Англиски јазик трето место. Ликовен конкурс по повод патрониот празник на Општинското основно училиште Методи Митевски Брицо Лозово прво место. На литературниот конкурс по повод месецот на книгата трето место. Честит! Ќе видиме, ќе ги најдем. Одиме со ученикот Огнен Арсевски. Училишни надпревари по италијански јазик, англиски јазик, математика, природни науки и информатика прво место. Понатаму на општинските надпревари по математика и природни науки прва награда. Италијански јазик прво место. Англиски јазик второ место. На регионалните надпревари по математика и природни науки прва награда. Англиски јазик и италијански јазик второ место и регионалниот надпревар за инструментални изведувачи пијано прва награда. Еден мој мал пропуст, ја повикувам ученичката Јована Нулновска. Имено таа четврто оделение сум ја прескокнала, еве и должам извинување. Овде ли е ученичката? Јована Нулновска има освоено прво место на училишниот надпревар по природни науки за четврто оделение. Добро, следуваат учениците од оваа генерација од 6 оделение, кои што со своето знаење успешно го представија нашето училиште на општинските и регионалните надпревари. Ги повикувам учениците. Анастасија Серафимова, која на општинските надпревари по математика и природни науки освои втора награда, на регионалниот надпревар по математика и природни науки трета награда. Чекај, седмо сме. Ученикот Даријан Данев на општинските надпревари по природни науки трета награда, математика и географија по фалници. Не следам излегуваат ли учениците. Ученичката Лаура Димковска по италијански јазик освои трето место на општинскиот и прво место на регионалниот надпревар. Ученичката Стефанија Игнатова по природни науки освои трета награда на општинскиот и трета награда на регионалниот надпревар.
Ученикот Ѓорги Василев по математика освои трета награда на општинскиот и пофалница на регионалниот надпревар. Ученичката Викторија Младеновска освои пофалница на општинскиот и регионалниот надпревар по географија. Ученикот Никола Илиев на општинскиот надпревар по природни науки освои пофалница. Да ги поздравиме и сите ученици од 6-то оделение со еден аплауз. Одиме со 7-мо оделение. Ја повикувам ученичката Марија Николова Менчова, која што освои прво место на училишниот надпревар по историја, додека по биологија освои трета награда на општинскиот и пофалница на регионалниот надпревар. Ученикот Павел Трајчев освои прво место на училишните надпревари по француски и англиски јазик и второ место на општинскиот и регионалниот надпревар по англиски јазик. Ученикот Иван Донев на училишниот надпревар по информатика освои прво место, на општинските надпревари на општинскиот надпревар, надпревари по математика и биологија втора награда, на регионалниот надпревар по биологија втора награда и математика пофалница. Ученичката Јана Јовева освои прво место на училишните надпревари по биологија, географија, италијански јазик, македонски јазик, математика и етика. На општинскиот надпревар по математика и биологија освои втора награда, италијански јазик второ место, географија трето место, на регионалниот надпревар по математика и биологија втора награда и географија пофалница. Честити. Значи, горди сме на постигнатиот успех и на учениците од 7-мо оделение кои го представија нашето училиште на општинските и регионалните надпревари и освоија награди. Тука се ученичката Стефанија Костадинова, која на општинскиот надпревар по биологија освои пофалница, на регионалниот надпревар за вокални интерпретатори прва награда, биологија трета награда, државниот надпревар за вокални интерпретатори прва награда, значи првата награда и на регионалниот и на државниот надпревар е кај Стефанија за вокален интерпретатор. Мислам дека уште долго ќе ви звуците од незината песна ќе ви останат во сеќавање, што ја слушнавме пред малку. Понатаму, на литературниот конкурс по повод патрониот празник на градот Свети Николај, патрон на нашиот град, освои прво место. На ликовниот конкурс по повод Светскиот ден на штедењето, Народна банка на Република Македонија освои прва награда. И по повод месецот на книгата, втора награда. Ученичката Дарија Саздевска по биологија освои трета награда на општинскиот, пофалница на регионалниот надпревар, на литературните конкурси по повод месецот на книгата освои второ место, по повод патрониот празник на општинско основно училиште Гоце Делчев освои втора награда. Ученикот Марко Чекеровски по англиски јазик освои трето место на општинскиот и регионалниот надпревар. Ученикот Марко Манев по биологија освои трета награда на општинскиот и пофалница на регионалниот надпревар. Ученичката Тина Трајче на надпреварот по спелување француски јазик освои прво место на регионалниот и пофалница на државниот надпревар. Ученикот Нино Арсов на надпреварот во спелување француски јазик освои трето место на регионалниот и пофалница на државниот надпревар.
Ученичката Надица Игнатова по биологија освои пофалници на општинскиот и регионалниот надпревар. Ученикот Марко Евтимов на општинскиот надпревар по математика освои пофалница. Ученикот Лео Јордановски на општинскиот надпревар по географија освои пофалница. Ученикот Стефан Павлов на општинскиот надпревар по географија исто така пофалница. Уште еден аплауз за сите ученици од 7 оделение. Одиме со учениците од 8 оделение. Ја повикувам ученичката Мила Манева, која на училишниот надпревар по историја освои прво место и по биологија освои втора награда на општинскиот и трета награда на регионалниот надпревар. Ученикот Зафир Санев на училишниот надпревар по биологија освои прво место. На општинскиот надпревар по биологија втора награда, математика и географија пофалници и на регионалниот надпревар по биологија втора награда. Ученичката Искра Јованчева освои прво место на училишните надпревари по хемија и англиски јазик, додека на општинскиот надпревар по биологија освои втора награда, хемија трета награда, англиски јазик трето место, на регионалниот надпревар по англиски јазик второ место и биологија трета награда. Ученичката Хана Поцкова освои прво место на училишните надпревари по италијански јазик и граѓанско образование. На општинскиот надпревар по биологија освои втора награда, италијански јазик второ место, хемија пофалница. На регионалниот надпревар по италијански јазик прво место, биологија втора награда. На литературниот конкурс организиран од Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков Скопје освои пофалница. Ученичката Сара Арсевска на училишниот надпревар по англиски јазик освои прво место. На општинскиот надпревар по италијански јазик освои прво место, англиски јазик второ место, хемија и биологија трета награда. На регионалниот надпревар по англиски и италијански јазик второ место и биологија трета награда. Ученичката Теа Димкова на училишниот надпревар по француски јазик освои прво место. На општинскиот надпревар по биологија втора награда, математика и хемија трета награда. На регионалните надпревари по математика, физика, биологија и хемија освои пофалници и на литературните конкурси по повод месецот на книгата во Дом на култура Крстен Мисирков Свети Николе освои прво место. По повод патрониот празник на општинско основно училиште Даме Груев село Ерџелија трето место. Ученикот Андреј Славевски освои прво место на училишните надпревари по физика, географија, македонски јазик и математика. На општинскиот надпревар по математика освои прва награда. Географија прво место, хемија и биологија пофалници. На регионалниот надпревар по биологија трета награда, математика и географија пофалници. Значи, горди сме и на успехот на учениците од 8 оделение кои го представија нашето училиште на општинските и регионалните надпревари и освоија награди. Тука е ученикот Давор Јорданов, кој што на општинскиот надпревар по математика освои втора награда, биологија трета награда, хемија и географија пофалници. На регионалниот надпревар по биологија трета награда и хемија пофалница. Ученикот Девид Блажев
освои пофалница на општинските надпревари по хемија и биологија. Трета награда на регионален надпревар по биологија и ликовен конкурс по повод месецот на книгата, прва награда. Ученичката Теодора Колева по биологија освои трета награда на општинскиот и пофалница на регионалниот надпревар. Ученичката Меланија Николова по биологија освои пофалница на општинскиот и трета награда на регионалниот надпревар. Ученичката Ана Гавевска по биологија освои втора награда на општинскиот и трета награда на регионалниот надпревар. Ученичката Мелита Миланова по биологија освои трета награда на општинскиот и пофалница на регионалниот надпревар. Ученичката Леонтина Камчева по хемија освои трета награда на општинскиот и пофалница на регионалниот надпревар. Ученичката Ана Донова на општинскиот надпревар по италијански јазик освои трето место. Ученикот Александар Тосев на општинскиот надпревар по географија освои пофалница. Ученичката Јована Боневска на ликовниот конкурс по повод патрониот празник на Општинско основно училиште Гоце Делчев Свети Николе освои втора награда. Ученикот Иван Драгановски на меѓународната ликовна работилница организирана во Маца Овчарова, Велес училиштето, освои благодарница. Каде ни е Иван, не го гледам. Добро, уште еден аплауз за сите ученици од 8 оделение. Следуваат учениците од 9 оделение. Ја повикувам ученичката Никица Јорданова, која што на училиштиот надпревар по физика освои прво место. Ученичката Бојана Саздова на училишниот надпревар по англиски јазик освои прво место. Ученичката Мила Петрова по француски јазик освои прво место на училишниот надпревар и пофалница на регионалниот надпревар. Ученичката Михаела Величковска по хемија освои прво место на училишниот и трета награда на општинскиот надпревар. Ученикот Теофил Јанев на училиштиот надпревар по биологија освои прво место, додека на општинскиот надпревар по англиски јазик второ место, хемија трета награда, биологија пофалница, на регионалниот надпревар по англиски јазик второ место. Ученикот Даниел Николов освои прво место на училишните надпревари по математика и иновации, на општинските надпревари по хемија и биологија освои трета награда, географија пофалница и на регионалниот надпревар по биологија пофалница.
Ученичката Душица Стојчевска освои прво место на училишните надпревари по хемија, географија, италијански јазик, македонски јазик, историја и граѓанско образование. Општински надпревар по италијански јазик прво место, биологија втора награда, хемија трета награда, географија по фалница. На регионалниот надпревар по биологија по фалница и на ликовниот конкурс по повод патрониот празник на Општинско основно училиште Даме Груев село Ерџелија Свети Никола трето место. Да го испочитуваме и постигнатиот успех на учениците од 9-то одделение кои што го представија нашето училиште на општинските и регионалните надпревари. Ученичката Сара Андреева по биологија освои пофалница на општинскиот и регионалниот надпревар. Ева Конева на општинскиот надпревар по италијански второ место. Мила Нушева на општинскиот надпревар по италијански јазик трето место. Тамара Венцова на општинскиот надпревар по географија по фалница. Ива Ангелова на регионалниот надпревар по француски јазик доби по фалница. Честитки. Надица Величковска на ликовниот конкурс по повод патронниот празник на градот Свети Николај, патрон на нашиот град, го освои првото место. По повод патрониот празник, нашето училиште распише и литературен и ликовен конкурс на тема Свети Кирил и Методи, духовни светилници во мугрите на писменоста словенска. Наградени ученици на ликовниот конкурс во категоријата од 2 до 5 одделение се следниве. Третото место и припадна на Теодосија Крчаковска од Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. И на Јована Науновска, исто така од Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. Второ место. Луќан Наков од Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. И Александар Динев од Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. И првото место е во рацете на Бисера Панова од Општинското основно училиште Гоце Делчев Свети Никола. Во категоријата од 6 до 9 одделение на ликовниот конкурс, третото место го освои ученичката Маријана Николова од Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи и Иван Конев од Општинско основно училиште Гоце Делчев. Иван, честитки Иван, можат наградите. Второто место припадна на Јована Боневска од Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи и Теа Коцева од Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. И првото место е кај Бисера Крчаковска од Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. Дадена ти е претходно.
Само двете залепени поред. Да продолжиме со наградените ученици на литературниот конкурс во категоријата од 2 до 5 оделение. Третото место му припадна на Луки Јаднаков од Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи и Васил Стефановски од Општинско основно училиште Гоце Делчев. Браво. Васил. Второ место Александар Динев, Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. И прво место Општинско основно училиште Ева Анастасова, Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи, ученичката Ева Анастасова. И во категоријата од 6 до 9 оделение, третото место е кај ученичката Ангела Заркова од Општинското основно училиште Гоце Делчев, Свети Никола. И треба, нели? И на наше убаво изненадување, на нашиот литературен и ликовен конкурс кој што беше јавно споделен на нашиот Facebook профил, имавме ликовни и литературни творби од училиштето Никола Карев, Општинското основно училиште Никола Карев од Провиштип. Да испочитува и со ликовни, и со литературни творби. Дали имаме представници, значи третото место го освои ученичката Мелани Добревска од истото ова училиште, беа поканети уредно. Дали имаме од Пробишти представник или по пошта ќе ја пратиме дипломата, меѓутоа еден аплауз за учениците од Општинско основно училиште Никола Карев од Пробишти. Второто место го освои Лука Апостолот од Општинско основно училиште Даме Груев. И ученичката Хана Поцкова од Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. И првото место го освои ученичката Дарија Саздевска, Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. Еден најголем аплауз за сите овие наши умни главчиња. Јас ви благодарам на вниманието. Она највозбудливото прогласувањето на првенецот на генерацијата и достоинството на генерацијата го оставаме за Свечената академија во понеделник, на која што се поканети сите родители. Благодарам уште еднаш. Присутни, на оваа јубилејна вечер сакаме да пренесеме важна порака. Остануваме достојни на делото на нашите рамноапостоли, кои покажале дека просветен човек е оној што е праведен и добар. Нашата мисија и понатаму ќе биде гордо да го чуваме светото завештание. Ве поздравуваме со нејубави желби. До гледање.